Денес сме во посета на Основното училиште Гоце Делчев во Прилеп, заедно со заменик министерот за образование, господинот Петар Атанасов, кој што го разгледавме ова основно училиште заедно со директорот на основното училиште. Потоа разговаравме со наставниците на ова училиште, каде што добивме многу позитивни извештаи за тоа што ова училиште минатата учебна година било второ рангирано училиште основно во Република Македонија. Посебно ни е драго што добивме информации за тоа што наставниците од ова училиште со учениците учествуваат на 3 едукативни проекти оваа година и со меѓународно учество. Тоа ми е посебно драго, го поддржуваме секој нареден и добар проект и што во иднина сигурен сум дека ќе продолжи со ова темп. Исто така да напомнам дека го видовме и реконструкцијата на тоалетите во ова основно училиште. Општина Прилеп издвои околу 3 милиони денари за реконструкција на тоалетите во основното училиште Гоце Делчев. Да напомнам дека после 40 години прв пат се прават реконструкции на тоалетите во училиште и што мислам дека ќе продолжи понатаму сите оние потребни реконструкции што треба да се прават овде во ова и сите видови основни училишта и средни се разбира, дека општина Прилеп тоа ќе оправи во рамките на своите можности. Да напомнам само дека оваа година општина Прилеп издвои 20,6 милиони денари за училиштата во Прилеп, од кои 14,6 милиони денари за основните училишта и 6 милиони денари за средните училишта во општина Прилеп. Се ќе правиме во интерес на учениците, на наставничкиот кадар, да се подобри образованието во нашиот град, во нашата држава и се она што ни престои за сите европски фондови што треба да ги користиме, да најдеме начин да направиме услови и амбиент за нашите ученици останат овде во нашиот град, во нашата држава, да се едуцираат, да учат, да се образуваат, а да не одат во странство или да одат што помалку, затоа што ние сте неодговорни за тоа и тоа мора да го направиме во иднина. Денеска сум во работна посета на Прилеп, заедно со градоначалникот Илија Јовановски. Посетивме едно основно и едно средно училиште. Морам да го изразам своето задоволство, бидејќи општината издвојува средства и пари во физичката инфраструктура на училиштата, бидејќи без безбедна средина нема квалитетно образование. Исто така сум запознат како течат секојдневните наставни активности. Основното училиште Гоце Делчев е меѓу подобрите во Република Македонија, но и средното училиште Кузма Јосифовски Питу е со добро темпо и работи моментално на иновирање и на нови идејни програми кои евентуално од наредната или годината потоа би се имплементирале во насоките во тоа средно стручно образование, за да им ги приближиме на децата и програмите, но и да ги приближиме до пазарот на трудот, каде што полесно со некои помодерни програми ќе ги доближиме до нивните први работни места. Се разбира, образованието е широка тема. Можам да со јавноста споделам дека сум во комуникација со Националната агенција за образовни политики, каде што изминативе неколку години е близу 98% искористеноста на фондовите по Европската Унија, особено Еразмус проектите, но и проектите со младите, дека во циклусот 2021-2027 ќе бидат дуплирани фондовите за Република Македонија, каде што колку што ќе растат капацитетите на образовните институции и воопшто на државните структури, толку повеќе ќе можеме фондови да црпиме. Сето тоа е врзано и со државата и нашето зачленување во Европската Унија или патот за отворање на преговори за да можеме што побрзо да бидеме корисници на овие програми. Со самите приближувања на Република Македонија и кон ЕУ и кон НАТО ќе се отвараат нови работни места, ќе има потреба од кадри и млади луѓе од Република Македонија што ќе бидат вклучени во овие структури, но секако и приближувањето на европското образование кон нашиве простори, размената, мобилноста ќе придонесе Република Македонија и цело општество да се приближи кон еден помодерен живот, поквалитетен живот, а без образование се разбира нема многу одење напред.